Почитувани, аферата Броило го извади на површина соларниот картел кој е сконцентриран околу дезертерот Ковачевски. Обелоденивме како две поврзани фирми, Pixel Group, основана од Ковачевски и неговиот кум Паунов, и KMG EOL Квазар, основана само од кумот, откако е СДС на власт, влегле во бизниси од над 26 милиони евра. Сите факти досега укажуваат дека соларниот картел околу Ковачевски наликува на злосторничко здружение кое се формира по доаѓањето на СДС на власт. Еве ги и фактите. Ковачевски и неговиот кум, кој е функционер во СДС скоро 20 години, ја основаат фирмата Pixel Group, околу која понатаму се врти аферата Броил. Pixel Group е фирмата која ги произведува фотоволтаичните панели, а KMG EOL Квазар ги продава и монтира истите. Преку фирмата на кумот на Ковачевски земени се 2 милиони евра државни тендери. Исклучен е договор со ЕВН од дополнителни над 2 милиони евра. Pixel Group, основана од Ковачевски, произведува фотоволтаици, а фирмата на кумот се јавува на тендери и продава. И така, фирмата, основана од Ковачевски, не се јавува како директен извршител на работите пред државните органи, а практично, кај неа завршуваат парите. Pixel Group, основана од Ковачевски со СДС на власт, добива и над половина милион државна помош, а исплати се вршени и додека е заменик министер за финансии и мандатар за состав на новата влада. Злосторничкото здружение зазема димензија од десетици милиони евра, кога Ковачевски станува премиер. Имено тогаш Pixel Group, основана од него, влегува во фаза на градење на фабрика во Тирстетово, каде има посебни даночни и царински ослободувања. А фирмата ќе преговара и за државна помош. Јасни се цртите на аферата Броило, која го следи доаѓањето на СДС на власт и растот на Ковачевски во политиката. Како тој напредува во хиерархијата во СДС и владата, така договорите и сделките на Pixel Group и KMG EOL Квазар се поголеми. Ви благодарам.